Општина Струмица ја презентираше локалната стратегија за образование. Документот што се подготвува околу половина година е во завршна фаза. И денеска се презентираше пред просветните работници, но и пред вработените во општината. Градоначалникот Костадинов вели дека, иако голем дел од ингеренциите за образованието се на надлежното министерство, сепак и општината може да придонесува во планирање и подобрување на образовниот процес. Општината, ако до 2021 година вложуваше во основно и во средно образование по 3,5 до 4 милиони денари, оваа година во буџетот за 2023 година предвидовме 14 милиони денари. Зошто ова го говорам и зошто е ова особено важно? Во однос на имплементацијата на проектот за активни школи, мислам на средното образование. На тој начин ги мотивираме учениците, еве примерот Никола Карев, да произведуваат шкафчиња за потребите на дечињата од основно образование, се мотивирани учениците затоа што имаат практична настава, што е суштината на нивното стручно образование, но секако имаме и мотивирани професори кои што на дело можат да покажат дека најважното за нив, учениците, навистина си ја знаат работата и навистина имаат успех во нивното образование. Таков е случајот и со Средното општинско училиште Димитар Влахов, кои што изработуваат за потребите на општината, производите кои што можат тие да ги подготват. Овде мислам на фармацевтите, произведуваат креми за раце, најразлични, кои што им ги даваме како подарок на делегациите кои што доаѓаат во посета на општина Струмица. Стратегијата е изготвувана во консултација со образовните институции, но и со бизнис секторот, а во завршната верзија може да се вметнат и дополнителни измени доколку на презентацијата има забелешки, вели Костадинов. Да биде колку што е можно сеопфатен и овде би било неблагодарно од моја страна како градоначалник, а да не спомнам за целото трпение, труд, многу посветена работа од страна на оделението за образование, кој што е веќе 5 месеци во разговор со бизнис заедницата, во разговор со училиштата, во разговор со родителите, донесоа драфт документ кој што денеска ќе биде презентиран на оваа јавна расправа и верувам дека по пат на интерактивна дебата во рамки на презентацијата ќе дојдеме можеби и до одредени предлози кои што ќе значат подобрување на самата стратегија, која што всушност треба да биде наш патоказ во годините 2023 до 2027 година. Изготвувањето на стратегијата го помогна професорот на Универзитетот Гоце Делчев, доктор Кирил Барбареев, кој своето знаење и искуство бесплатно ги вложил во изготвување на овој документ.